Здруженијето на граѓаните за почитување на прописите од Битола поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство во Скопје против пратениците Ферид Мухик, Горан Мисовски, Талат Џафери и уште 64 други, меѓу кои Зоран Заев и Али Ахмети за нелегалниот избор на председателот на собранието на 27 април. Пријавата е поднесена поради основи на сомнение дека пратениците извршиле неколку кривични дела од кривичниот законник, и тоа веле предавство, злоупотреба на службената должност, противзаконско посредување, лажно представување самовластие, фалсификување службена исправа и уште неколку други дела. Председателот на Здруженијето Васко Костески во гостување во емисијата Пулт на Радио Слободна Македонија ги образложува причините поради кои ја поднеле кривичната пријава. Кривична пријава поднесовме затоа што мислиме дека тоа што се случи се дела против државата кои треба да ги гони јавното обвинителство по службена должност, а не да одиме со тужби, бидејќи сепак тоа е многу сериозна работа, и затоа е подобро тоа да го стори обвинителството постручно, бидејќи сепак нашите капацитети не се на тоа ниво. Ние сме само здружение на граѓани, каде што има различни профили, различни струки луѓе, само со волја нешто да иницираат. Заради тоа, ние се обративме до јавното обвинителство. Во образложението на кривичната пријава под секој од првите тројца пратеници стои, искористувајќи ја својата службена положба и овластувања, ги пречекори границите на своето службено овластување и спротивно на позитивните законски норми. Заедно со други лица импровизира одржување седница во Собранието на Република Македонија. Во пријавата се наведени имињата на останатите 64 пратеници од парламентарното мнозинство. Поединечно во кривичната пријава има дела кои се однесува само на господинот Ферид Мухич, друго дело кое е посебно од другите за господинот Мисовски и посебно за Талат Џафери, а останатите 64 се во една точка фатени со дела кои им се ставаат на терет како учесници во сето тоа. Фатени се сите 67 затоа што според тоа што го слушнавме, бидејќи ние немаме увид во реалните случувања или материјали, нивни изјави беа дека 67 пратеници доставиле подписи за објавување на таа одлука во службен весник, што значи дека тие учествувале. Претпоставувам дека тоа им значи дека учествувале во тие настани, во свикувањето и одржувањето на нелегалната и незаконска, во импровизирањето на одржување на нелегална седница на Собранието на Република Македонија. Здруженијето на граѓаните за почитување на прописите од Битола е формирано во 2004 година и негова главна дејност е следење на изборите, следење судски постапки и слично.